Добар ден, почитувани представници на медиумите. Денеска присуствувате на пресконференција на групацијата на небанкарски финансиски друштва. Групацијата започнува со кампања за финансиска едукација, бидејќи периодот октомври-ноември е период за финансиска едукација. И денеска ќе зборуваме на темата заштита на личните податоци, која што е доста битна и користена во јавноста во овој период. Инаку финансиските друштва се најмалиот и најдинамичниот сектор од финансискиот систем на Република Македонија. Тој од година во година пополека го зголемува своето учество. Финансиските друштва одобруваат кредити, издаваат и администрираат кредитни картички, вршат факторинг и издаваат гаранции. Со својата кредитна активност, финансиските друштва овозможуваат пристап до финансиски средства и кредити на одредена категорија на физички и правни лица кои што немаат пристап преку традиционалните форми на кредитирање. Во изминатата деценија експанзијата на финансиските друштва се гледа во зголемениот број на финансиски друштва, во поголемиот број на издадени кредити, во поголемиот број и поголемиот износ на новосклучени договори, така да нивното учество се повеќе и повеќе се зголемува и сега некаде доаѓа до 2% од вкупната актива на финансискиот систем. Според Народна банка, заклучно со 30.6.2023 година, вкупната кредитна изложеност на граѓаните и фирмите во Македонија била 7 милиарди евра, а изложеноста кон финансиските друштва е 140 милиони евра или само 2% од вкупната кредитна изложеност. Финансиските друштва вработуваат околу 1300 млади луѓе и оваа година ќе платат над 10 милиони евра даноци кон државата. Би сакала да го повикам председателот на групацијата, господинот Никола Јошевски, кој што е директор на Есен Финанси и Битола, да ја започне својата презентација, а потоа ќе ве поканам да поставите прашања доколку имате и се надевам дека ќе имаме одговори на сите прашања кои што ќе ги поставите. Повелете, господине Јошевски. Добар ден и од мене. Благодарам Антонета за прекрасниот вовед. За благодарност и до Стопанска комора за организацијата на оваа пресконференција. Исто така благодарност и до вас за вашето присуство. Денес, како председател на групацијата на финансиски друштва при Стопанската комора, сум овде пред вас не само како представник на 24 членки, наши членки, од вкупно 35 финансиски друштва, туку како застапник на поголем збир на граѓани и компании кои што ги користат нашите услуги, имаат одреден бенефит од нашите услуги и воедно се задоволни од нив. Ова прилика сакаме да ја искористиме за да најавиме серија на пресконференции кои ќе се однесуваат на отпочнување на кампања за поголема финансиска едукација на населението, организирана од финансиските друштва, за одговорно кредитирање, како и за зголемување на свеста на граѓаните при заштитата на личните податоци и нормално за нивно што помалку злоупотребување. Како што се приближуваме до ноември, месецот на финансиската едукација, нашите ветувања ќе заземат реална форма. Планирани се серија едукативни настани за да имаат корист не само нашите ценети клиенти, туку и да ги исправиме искривените перцепции што ги има пошироката јавност за нашата работа и за нашата улога во финансискиот екосистем. Но нашата посветеност не е само насочена кон надвор. Подеднакво инвестираме во негувањето на нашите внатрешни тимови, во споставувањето на концепти, фокусирани на зајакнување на вработените, усовршување на нашите методологии и зајакнување на нашата рамка за заштита на клиентите останува наш приоритет. Денес ја објавуваме и започнуваме нашата кампања, фокусирана на финансиска едукација, затоа токму незнаењето кај многумина реперкуира со носење на лични погрешни одлуки. Ова е наше ветување за подобрување на финансиската писменост, да се залагаме за одговорно кредитирање и да бидеме авангарда во заштита на личните податоци.
Ова иницијатива ќе ја комуницираме низ каналите на социјалните медиуми, повторувајќи нашата посветеност на транспарентност и интегритет. Првично ќе можете да ја проследите нашата иницијатива за заштита на лични податоци која денес имаме во печатена форма пред вас. Потоа истата ќе биде споделена и како објава на социјалните мрежи од страна на сите наши членки. Во најава на месец ноември, месецот на финансиската едукација, ќе се спроведат и многобројни дополнителни обуки од страна на финансиските друштва, кои што дел ќе бидат самостојно организирани, дел заеднички, се со цел едукација на нашите клиенти, но и остатокот од јавноста, која не е целосно и точно информирана околу нашите активности, делувањето на пазарот и логата која имаме во финансискиот систем. И секако нема на ова да застанеме. Дополнително во нашиот план за работа се вклучени и активности за спроведување на континуирана едукација и обуки на вработените во финансиските друштва во однос на напредување на начинот на работа, подобрување на процесот, засилување на мерките и за заштита на клиентите и начините на идентификација. За оваа цел, во следниот период, групацијата ќе се работува со повеќе институции на оваа тема, и тоа Министерство за финансии, Агенција за заштита на лични податоци, МВР, Државен пазарен инспекторат и сите други надлежни институции. Сметаме дека на овој начин со овој акцијски план ќе допринесеме за намалување или исчезнување на ваквите ситуации кај нас. Секој има своја улога во приказната, ако работиме заедно, ваквите ситуации ќе се намалат или целосно ќе исчезнат, што е и наша цел. А воедно и неодамнешните измени на Законот за финансиски друштва во тандем со нашата кампања се повеќе од обична акција. Тие символираат нашата цврста решителност. Остануваме само со една визија – заштита и одговорно кредитирање на нашите клиенти како главен кор на нашите операции.